Здраво! Јас сум доктор Мане и тука сум да ви помогнам на сите да научите за различните методи за заштита од несакана бременост и сексуално преносливи инфекции, познати како СПИ. Некои од вас можеби почнуваат да размислуваат за секс или за практикување секс. Овие чувства и нагони се сосема нормални и е важно да ги разберете различните опции што ги имате за да го заштитите вашето сексуално здравје. Вашата прва опција и најчесто користената се кондомите. Постојат два вида кондоми: надворечни и внатрешни. За разлика од други контрацептивни средства, кондомите го намалуваат ризикот од СПИ како и од несакана бременост. Двата кондома се бариера за да се спречи спермата да влезе во вашиот партнер. Надворечните кондоми го прават тоа со покривање на пенисот, а внатрешните се вметнуваат во вагината или ректумот. Можете да најдете надворечни кондоми во која било аптека или здравствена клиника, а внатрешни кондоми на веб страници, локални аптеки и здравствени центри. Важно е да се има предвид дека надворешниот и внатрешниот кондом не може истовремено да се користат. Но чекајте, има уште прстенот, лепенката и инјекцијата. Сите овие контрацептиви ја спречуваат овулацијата, но бараат и лекарска препорака. Секој од овие контрацептиви е ефикасен за различни временски периоди. Лепенката само се лепи на вас, дозволувајќи им на хормоните да се апсорбираат преку кожата. Прстенот се вметнува во вагината за да испушта хормони. Инјекцијата ги пушта хормоните директно во вашиот крвоток. Толку многу информации. Еве ја и пилулата. Пилулата е како лек. Се зема еднаш дневно секој ден приближно во исто време. Тие ослободуваат хормони кои ја запираат овулацијата, а за нив е потребен лекарски рецепт. Опциите ги има премногу. Постојат два вида повратни контрацептивни средства со долго дејство: спирали, интраутерини уреди и импланти. Спиралите се мали апарати во облик на Т кои може да се состојат од пластични хормонални или бакарни нехормонални опции. Спиралите се внесуваат во вагината и се поставуваат во матката. Овој уред го спречува месечното ослободување на јајцата и може да трае од 3 до 12 години. Второто повратно контрацептивно средство со долго дејство е имплантот. Имплантот е мала флексибилна прачка која се вметнува под кожата на надлактицата. Таа ослободува хормон кој ги спречува јајниците да испуштат јајцеклетки. И двете од овие контрацептивни средства бараат лекар да ги вметне и може да се отстранат во секое време. Замислете, има уште. Извлекувањето, исто така познато како метод на повлекување, вклучува отстранување на пенисот од вашиот партнер пред ејакулацијата. Сепак, имајте на ум, повлекувањето е една од поризичните методи на контрацепција со многу простор за човечка грешка, што може да предизвика несакана бременост. Повлекувањето исто така не ве штити од СПИ. Тоа е ризична работа. Останува само уште еден начин. Ако не се чувствувате подготвени да се вклучите во сексуално несување, тоа е во ред. Секогаш може да користите абстиненција и да кажете не. Дури ако веќе сте имале секс, може да изберете потоа да останете воздржани. Сега, кога сте запознаени со различните видови на контрацепција, подобро сте подготвени за да се заштитите од СПИ и несакана бременост. Ако имате какви било прашања во врска со овие контрацептивни средства и методи, разговарајте со доверливо возрастно лице или со доктор како мене за повеќе информации. Останете безбедни.